Почитувани, денес продолжуваме со објавување на серијата скандали поврзани со тендерските мрежи на ДПМН. Пред граѓаните ќе покажеме документи и факти со кои основано се сомневаме за постоење систем на корупција и испумпување на парите на граѓаните преку јавните набавки во државните и општинските институции кои ги води ДПМН. Очигледно не постои случајно избрана фирма кога се работи за тендерите на ДПМН. Денешниот скандал, почитувани, е пример за директен конфликт на интерес, непотизам и основано сомневање за корупција во Министерството за дигитална трансформација водено од Стефан Андоновски. Во Министерството на Андоновски, каде втор човек е државниот секретар Гордана Клинчарова, тендери добива фирмата на незиниот сопруг Мартин Клинчаров. Еве ги, почитувани, фактите. Ова се два договори склучени помеѓу Министерството за дигитална трансформација и Друштвото за производство, трговија, промет и услуги Матео Дизајн, Доел Увоз-Извоз Скопје, застапувано од управителот Мартин Клинчаров, сопруг на Гордана Клинчарова. Првиот договор, почитувани, за набавка на конференциска и презентацијска опрема е во вредност од 2.400.000 денари или околу 40.000 евра. И вториот договор за набавка на IT опрема во вредност од 529.000 денари. Само од овие два тендери, преку Министерството на Андоновски, околу 50.000 евра завршиле кај фирмата на сопругот на Клинчарова, која е државен секретар во истото министерство. Ете каде завршуваат парите на граѓаните, во семејните фирми на функционерите на ДПМН. Ова е еклатантен пример за конфликт на интерес и непотизам од страна на ДПМН, но и сериозен сомнеш за корупција. Прашањето е каква е улогата на министерот Андоновски во овој скандал? Дали тој бил соучесник, бидејќи неговото име и презиме стои на договорите како потписник? Почитувани, со овој скандал се потврдува нашето тврдење дека ДПМН ги испумпува парите на граѓаните преку мрежа на фирми и тендери. Но се потврдува и фактот дека на голема врата ги враќа изведувачите на Скопје 2014 во нивните сегашни бизнис шеми. Истата ова фирма на Мартин Клинчаров била дел од изведувачите на проектот Скопје 2014 за поставување на мермер и изведба на мостот на Гоце Делчев. Близината на кадрите на ДПМН и Матео Дизајн оди дотаму што фирмата се јавува и како донатор во општина Аеродром во период кога градоначалник е Тимчо Муцунски. И повторно истиот Тимчо ја поставил Гордана Клинчарова за раководител на секторот за финансии во време на неговиот мандат. Традиционално, секаде каде што Гордана Клинчарова е поставена од ДПМН на одредена позиција, незиниот сопруг развива тесна институционална соработка. СДСМ, почитувани, бара Државната комисија за спречување корупција да отвори предмет и да постапи за овој скандал. Сите надлежни институции да се вклучат во неговото расчистување. СДСМ ќе продолжи во борбата против злоупотребата на парите на граѓаните. Шемата е страотна и ќе биде целосно презентирана во јавноста со сите докази за лица кои се директно поврзани со ДПМН и со компаниите кои земале милионски тендери. Ви благодарам.